Четврток нешто повеќе од 18 часот, почитувани гледачи, вие го следите најновото издание од емисијата Скопје ми е дома на локалната програма на Вистинска телевизија. Ви благодарам што и ова попладне одбравте да не следите токму на. Градската библиотека Браќа Миладиновци е место каде што постојано се случуваат одредени манифестации, настани, промоции на книги, изложби, многу значајни чествувања. Токму за оваа институција, скопска институција која што годинава одбележува и 80 години од незиното постоење, за сето она кое што низ текот на годините се промовирало, се случувало, се издействувало токму во оваа институција, ќе проговориме со Александра Јуруковска од одделот за популаризација на книга од Градската библиотека Браќа Миладиновци од Скопје, која е моја вечерашна гостинка токму во Скопје ми е дома. Александра, ви благодарам што ја прифативте мојата покана да проговориме за Градската библиотека и сето она кое што таа го содржи, нели, како институција и целина. Најпрвин добар ден или веќе добро вечер и навистина ми е чест што сум денеска во Вистинска телевизија. Благодарам на поканата, Скопје навистина ми е дом. Баш ми е драго. Јас би започнала од она што ја сочинува Градската библиотека Браќа Миладиновци. Тоа не е само една централна институција, туку велите библиотечна мрежа од 4 сектори, централни библиотеки, 14 библиотеки, подружници и подвижна библиотека, што се е во склоп на Браќа Миладиновци, токму од вас ке... Одлично прашање или одличен вовед, да, кога ќе кажеме Градска библиотека, обично луѓето не лоцираат во оној централен објект кој се наоѓа до Пазарот Буњаковец, до Градежниот факултет и така натаму. Најголемиот објект, можеби најпрепознатлив кога асоцираме на Градската библиотека, но како што добро кажавте, сите библиотеки кои се наоѓаат во Скопје се всушност дел од мрежата на Градската библиотека и тоа е така со децении, конкретно ајде ако историски зборуваме, од 1974 година е тоа интегрирање во таква една мрежа. Сите оние библиотеки кои сега вашите, нашите гледачи ќе чујат дека има библиотека во мојата населба, има библиотека во мојата општина, да, дури оние најмали кои личат на барака или поголем објект, се дел од нашата мрежа, од мрежата на Градската библиотека, јавна установа Градска библиотека Браќа Миладиновци Скопје. И она што особено интересно како за немладите, така и за повозрасните е нашата подвижна мобилна библиотека, тоа е библиобусот. Тоа е библиотека која всушност е наменета за руралните или населените места во близина на Скопје, 19 населени места кои немаат ниту училишни библиотеки, па оваа наша библиотека е специјализирана за лектирни изданија за учениците од основните училишта кои учат во тие населени места и всушност оди патува дотаму, до тие 19 места, носејки лектири за овие ученици и работејќи во текот на целата училишна година. Така, оваа година, имено во септември, че нам споменавте, одбележувате 80 години јубилеј, меѓутоа цела оваа година токму во знакот на 80 години постоење на Браќа Миладиновци, има ли конкретно настани кои што ќе го одбележат јубилејот или можеби веќе се случуваат истите во библиотеката? Официјалниот датум на почеток на работата на Градската библиотека е 15 ноември 1945 година, 80 години, еден голем јубилеј кој за нас значи многу и не само за нас, знаете, јас и како човек кој ја сака книгата и како книжевник и како истражувач, многу често знам да кажам колку е важна оваа библиотека, само говори фактот што на само 2 дена по ослободувањето на Скопје во 13 ноември 1944 е донесена одлука за формирањето, така што следната година веќе во слободно Скопје функционира Градска библиотека. Историјата е многу интересна, започнала со книжен фонд од 3500 книги, од кои 500 се за деца. И сега зошто ова го нагласувам? Затоа што нашите претходници, нашите колеги, ако сакате и нашите баби и дедовци кои работеле во тие повоени времиња, знаеле колку е важно да се формира една институција која ќе се занимава со книгата, со читањето, со културно-просветителска дејност и колку е важно во таа институција да се даде предност на децата, од тука тие 500 книги кои што ги нагласувам како некој првичен фонд.
Што се однесува пак до многуте начини на кои сакаме да го одбележиме овој јубилеј, секако дека централните случувања ќе бидат веќе, да речеме, ајде од септември и октомври, но до тогаш се она што го правиме е во духот на се што значи одржување на традицијата, на се што сработила нашите колеги пред нас, на она што значи соочување со предизвиците во денешното живење, но ако сакате и со предизвиците кои ни ги носи иднината, затоа што кога ќе кажете книга, малку делува, да, се читали и така натаму. Да, одлично, значи размислуваме на иста линија, а се читали, што да направиме да се чита, така што сите оние активности кои што ги правиме, всушност се во насока на тоа библиотеката да биде во дослуг со времето и секако во дослуг со потребите на модерните читатели. Велат дека една библиотека се вреднува според бројот на книгите, меѓутоа и според бројот на раритетните изданија кои што ги има во истата. Она што импресивно за браќа Миладиновци е дека библиотеката има колекција од книги кои што датираат дури од 16-тиот, 17-тиот, 18-тиот и 19-тиот век. Значајни за науката, уметноста и културата. Како е успеано да се зачуваат токму овие изданија од 16-тиот век, можеби? Така, интересно прашање, да, можеби малкумина знаат дека најстарата книга во нашата библиотека од 1566 година, тоа се бајките на Езоп на 3 јазика, латински, германски и француски, печатена во Франкфурт на Мајна и е многу интересна затоа што има на неа илустрации, има винјети, кожен повес и така натаму. Ние всушност имаме и посебен дел на нашата дигитална библиотека, додека зборувам ги потикнувам гледачите да го запамтат ова дигитална библиотека, кога така ќе се отчука како наслов, односно како фраза, излегува токму нашата дигитална библиотека, која што е отворен ресурс за користење и тука ќе може да ја видат колекцијата на ретки книги кои што се на некој начин дигитализирани или скенирани за прелистување на оваа библиотека. Овие книги се почуваат во посебни услови, тие бараат посебна температура, светлина, односно не многу светлина, секако дека имаме стручен библиотекар кој што го работи тоа, кој што знае како да пристапува, да ги прикажува, како ги третираат овие книги, постојат посебни записи за нив во Коби системот, затоа што нашата библиотека го користи интернационалниот Коби систем, значи од било кој дел од Европа и светот може да се пребара што постои кај нас. И кога станува збор за тоа културно наследство, бидејќи тоа спаѓа во културното наследство, сакам да ја истакнам и богатата уметничка колекција на библиотеката. Јас ги поканувам сите оние кои што не го посетиле никогаш во својот живот централниот објект, онаа прекрасна библиотека во центарот на градот, да дојдат и низ ходниците фоајето да ги погледнат уметничките слики кои што се дел од нашата колекција, кои што всушност е едно сведоштво за создавањето на македонската модерна, современа модерна уметност, кој што говори уште еднаш за нашата традиција од 8-децениско постоење, од слухот за тоа колку ваквата институција е важна не само за градот, туку и за Македонија, македонската култура, па нашите најеминентни сликари од Владимирски, Пандилов, Аврамовски и така натаму имаат своји дела во оваа колекција. Јас многу често сакам да ги потикнам и студентите и учениците да доаѓаат тука, нивните наставници, професори, идните уметници да погледнат што имаме. Имаме и една интересна забележителна колекција на една така наречена колонија, кога библиотеката била во една убава завидна положба, кога имала доста средства за работа, па можела да направи и колонија, своја ликовна колонија, кога познати уметници од Македонија и од регионот сликале на основа на песна од македонски поети и тоа е многу интересно. И за крај само уште еднаш ќе ја споменам дигиталната библиотека, за да потсетам и на најважните македонски повоени автори, нивните поетски книги, нивните први објави и бидејќи деновиве сите зборувавме за македонскиот јазик, сакам да потсетам дека така се чува и негова македонскиот јазик и тука може да се види неговиот развој. Токму така, убаво сручено, убаво речено, постојано во браќа Миладиновци се одржуваат настани, манифестации, промоции на книги, па и од македонски автори, ви доаѓаат и гости од страна, интерактивни посети на дечиња од основните средните училишта исто така. Колку се посетени ваквите настани? Постојано сте активни на социјалните мрежи каде што можеме да видиме едни убави случувања кои што вмрежуваат повеќе и дечиња и поети, писатели во библиотеката.
Така, јас сега ќе говорам, ајде да кажам, да не заморувам со статистика, можеби ќе звучи нескромно, меѓутоа нашиот извештај од сработената од 2024 година официјално потврдува дека во сите наши поголеми библиотеки, вклучително и централниот објект, сме имале стотина настани се извинувам за деца и стотина настани повторно за возрастни, што воопшто не е мала бројка. Она што нас не радува е интересот на училиштата, на градинките и на средните училишта за групни посети, да се запознаат со библиотеката, да видат нешто. Интересот за така наречените работилници, интерактивни работилници за деца, секогаш го даваме предзнакот интеракција, затоа што на тие работилници децата не се само тивка мирна публика, туку работат нешто заедно со нашите библиотекари кои имаат огромно искуство во работа со деца. Како што кажав, библиотеката има и своја просветителска нота и дејност. И кога станува збор за овие настани за возрастни, можам да кажам дека навистина се солидно посетени. Ако да речеме, ја споменеме кампањата Читаме современи македонски автори, до сега изминатите 3 сезони, 3 циклуси, направивме 24 настани или 24 разговори, слично нешто како што ние денеска го имаме тука, и секој од тие разговори во просек беше посетен од 50 на луѓе. И верувам дека сите оние кои што ја следат културната сцена, книжевната сцена во Македонија, скопскиот живот и така натаму, ќе се согласат со мене дека 50 не е воопшто мала бројка за еден настан кој што па и не е промоција. Токму така, на домашен терен веќе активно се одржува кампањата Читаме современи македонски автори. Со каква визија, со каква цел е токму оваа кампања? Колку се читаат македонските современи автори денес, еве конкретно? Благодарам за убавото прашање и провокација. Велите визија, така настапивме кога започнавме да работиме оваа кампања, напукана од директорката Снежана Стојчевска. Незината идеја беше ајде да направиме нешто за современите македонски автори. Кога велиме современите, не зборуваме за лектирните изданија, не зборуваме за писателите кои веќе не се меѓу нас, нели, да не се разбереме погрешно, туку зборуваме за оние кои се активни, живи, близи до нашите генерации, луѓе кои можеби ги среќавате. Јас многу често велам, можеби ги среќавате на улица, можеби сте учеле со нив и не знаете дека имаат прекрасно дело кое треба да се прочита. Кога започнавме со оваа кампања, започнавме со некаква идеја дека ние самите имаме предрасуди кон македонската книжевност, дека тешко можеме да се убедиме да прочитаме нешто од македонски автор. Со тоа се согласија и моите колеги кои работат на пултовите, кои имаат огромно искуство. Јас често се смеам, тие имаат професионална деформација да направат профил на читател. Кога некој ќе дојде до нив, тие знаат што тој човек сака да чита, и тоа е секако искуство од кое може многу да се научи. Тие самите велат, нашите читатели тешко можеме да ги убедиме да прочитаат нешто од македонски автор. Со оваа кампања полека, но успешно и убедливо ги менуваме нештата. Можам да кажам дека изминатите веќе 3 сезони, сега оваа недела го завршивме последниот разговор, книга за месецот ни е Додека спиеш, поетска збирка, односно стихозбирка од Билјана Стојановска. Можам да кажам дека со оваа кампања не само што ги вративме писателите, македонските писатели на полиците во библиотеките, туку го зголемивме интересот за нив, како и видливоста за нивните дела, така што имавме неколку многу успешно примени книги, наслови и автори, за кои колегите од пултовите велат, па не се случило со години и децении да се чека ред за македонска книга. И знаете како тоа е една, како ќе кажеме, синџирна реакција. Ако се чита оваа книга, па следниот читател или истиот ќе дојде ќе побара нешто друго од тој автор, моите колеги ќе му предложат и нешто друго од друг автор, така што и еве да не го должам многу одговорот, една од најзначајните реакции ни се од самите автори и од колегите од издавачкиот сектор, кои што велат дека нашата кампања придонела за видливоста на македонската книжевност, за тоа дека сме направиле некаков исчековр, говори и наградата промотор на читачката култура, која добивме на ланскиот сајм на книгата, ја доделува Македонската асоциација на издавачи. Така, кога ги споменавте издавачите, често пати соработувате со нив, на кои принципи се одвива таквата соработка? Така, тоа не е ништо ново, библиотеката тоа го правела со децении и со години, сега нели малку го современуваме начинот на соработка, преку меморандуми на соработка, преку препознавање на слични исти интереси, да речеме во доменот на
настаните и промоциите за деца и млади, тоа е секако поттикнување на читачката култура, да ја подигнеме читачката култура од најмала возраст, така што со многу од издавачите соработуваме во однос на работилници, најчесто со странски автори и илустратори. Тие доаѓаат во нашата библиотека, со нив доаѓа преведувач, доаѓа илустратор, па децата имаат можност во прва рака да слушнат автор современ европски кој што е актуелен, кој што доаѓа од некој голем саем. Например, лани имавме Марчин Шчигелски, тој е еден полски автор кој е многу популарен. Го сретнавме дури и на саемот на книга во Краков. Околу него имаше една голема група деца и млади, затоа што е тој многу актуелен. Само неколку недели потоа тој беше во нашата библиотека и е еден куп такви имиња кои што, да речеме, се многу значајни. Даваме институционална поддршка за фестивалите што ги прават одреден дел од издавачите и невладиниот сектор, и даваме голема поддршка на младите креативци кои што сакаат да читаат, да пишуваат, а библиотеката не е само место каде што се најмуваат книги, туку и одлично место за креација. Токму така, одбележавте ни за значајни настани и чествувања. Овде како најсвежо ќе го земеме 5 мај, денот на македонскиот јазик, македонската азбука. Имавте гости од филолошкиот факултет во Скопје. Колку е предизвик, Александра, да се организираат и да се биде дел од сите овие чествувања и настани? Огромен предизвик, но и огромна радост. Тоа го научив и од колегите во библиотеката, тоа го гледам, го чувствувам секојдневно преку средбите, како со најмладите, така и со повозрастните. За најмладите е предизвик да им ја доближиме книгата, да им ја доближиме библиотеката, затоа што ќе се залажеме ако кажеме дека ова се генерации кои сакаат книга, сакаат читање во хартиена форма. Им се многу поблиски дигиталните медиуми, уредите електронски и така натаму, но сите овие настани кои што ги правиме, еве конкретно најсвежо, благодарам што го споменувате, Денот на македонскиот јазик, направивме еден интерактивен час. Им го покажавме изданието на Нова Македонија од 5 мај 1945 година, каде што е изворно објавено решението за кодифицирање на македонската азбука. Овој дневниот весник Нова Македонија се чува во нашиот оддел за периодика. Тоа е еден многу популарен оддел кај истражувачите. Тој всушност ги чува дневните весници, сите издадени дневни весници кај нас. Најстариот дневен весник во таа наша архива е весникот Вардар од 1934 година. Тоа им го покажавме на младите, конкретно тоа беа петачиња. Можете да видите и на фотографиите дека тоа оди сега. Ќе видите и дел од некои од граматиките, правописите и така натаму. Колку на дечињата им се интересни и се заинтересирани токму за ваквите? Интересни им се посебно весниците, знаете, ова се генерации кои што еве лични творби. Ова е најголемата награда за нашата работа, кога ќе добиеме цртежи или песни од дечињата кои што се потрудиле тоа да го направат, инспирирани од темата која што ја работиме. Значи, се обидуваме да им го покажеме, весниците им се интересни, затоа што ова се генерации кои па не читаат, не гледаат, немаат допир со весник. Знаете, една колешката која што работи во одделот за периодика им вели кои весници ги знаете, и тие ги споменуваат памфлетите и каталозите од супермаркетите, да речеме. За нив тоа е весник. Ние им кажуваме дека весниците се одличен извор на информации, дека можеме да го следиме македонскиот јазик, развојот, потоа можеме да ги следиме како на времето се развивала, да речеме, рекламата, маркетингот, што се било присутно таму. Во весникот Нова Македонија сретна реклама за популарните, сега да не биде ова дека не ли влегуваме во доменот на маркетингот, популарните бомбони Кики кои што и тие денеска ги јадат. Така, тие се стари 80, 90 и така натаму години. Значи интересни нешта. Да, од режија може да ни пуштите и други фотографии, ние имаме повеќе фотографии спремни. Во април кога го празнуваме имено и денот на книгата, одбележавте ни за значајни активности во останатите библиотеки и подружници. Како функционираат, Александра, останатите библиотеки и подружници на територија на Скопје? Ги споменавте, значи, освен централниот објект, имаме уште 3 матични големи библиотеки. Библиотеката Цветан Димов во Чаир, под која има неколку клонови, библиотеката Страшо Пинџур, тоа е она библиотека кај Зоил Македонија, и библиотеката Другарче, тоа е делот во Карпош, нели, дел каде што е и кинотеката поместена. Функционираат на ист принцип како и нели централниот дел, сите се вмрежени во КОБИС системот. Работат во поголемите библиотеки, имаме и читални, значи Страшо Пинџур, Другарче и секако нашата читална. Секоја од библиотеките, дури најмалата, има задолжителен оддел за литература за деца, затоа што тоа е основата.
Функционираат на ист начин како и ние, со најмење на книги, давање книги, библиотечни услуги, дури и во најмалите библиотеки, ние ги правиме овие групни посети, за да им ги доближиме, да им ја доближиме библиотеката на најмладите читатели, и моите колеги низ тие клонови, како што ги нарекувам, имаат одлична соработка со локалните основни училишта и со градинките, и тие посети некако стануваат традиција, а при тие посети децата ја користат можноста и за групно зачленување, кое што е навистина символично. Ги учиме за тоа дека книгите, лектирите може да ги немуваат тука, ги учиме на една одговорност да ја земат и вратат книгата, ги учиме на практикување јавно добро, затоа што библиотеката е и тоа. Ова е конкретно сега што се гледаат фотографиите од одбележување на денот на книгата во нашата библиотека 25 мај во населбата Чента, во истоименото училиште. Денот на книгата заедно со Наим Фрешери, денот на Наим Фрешери, големиот албански поет. Ова се ученици од основно училиште кои што учат на албански јазик. Ние секако имаме фонти на албански и на турски јазик, конкретно во библиотеката Цветан Димов, така што се обидуваме да бидеме достапни за сите, затоа што нашето мото на работа, дел од нашата стратегија е дека книгата не е привилегија, туку основно право. Колку сме одговорни кон книгата како читатели? Уште едно супер прашање. Ќе речам така, не сосема и не баш, затоа што конкретно имавме сега некои истражување, ги споменавте студентите од филолошки факултет, конкретно ни дојдоа студенти од 4-та година од англиски јазик, катедрата за англиски јазик и книжевност. Голем поздрав до нив и нивните професори што покажа ова иницијатива и заинтересираност, и баравме дела од Шекспир преведени на македонски. И нашиот систем всушност даде една бројка дека 12 или 13 книги се земени и невратени повеќе од 5-6 години. Тоа е одговор за, да речеме, за некаква одговорност. Еве еден апел, нема санкции и казни доколку нели некој не вратил подолго време книга, нека ја врати, затоа што тоа е, уште еднаш ќе кажам, практикување на јавно добро и одговорност. Книгата се чита и се враќа на тоа место, библиотеките постојат и функционираат на таков начин. Покрај настаните, изложбите, промоциите на книгите од современите македонски автори, во Браќа Миладиновци се одржа и 24-тиот чинам општински надпревар по библиотекарство во организација на библиотеката. Колку се заинтересирани младите да истражуваат, да читаат за библиотеките сега, библиотеките назад во времето? Еве, јас ке се потсетам, бев дел во моето средно образование токму од едни вакви надпревари и многу беше интересно тоа да се истражува за првите библиотеки, за сето она кое што претходно се случувало. Знаете како ќе излажам ако кажам дека не опаѓа интересот за библиотекарството и за надпреварот на млади библиотекари. Годинава имавме 16, односно 15 ученици од 7 основни училишта. Секоја година овој број варира, но колегите паметат и бројка која надминувала на 20, 30, па и повеќе ученици. Конкретно овој надпревар е по иницијатива на Библиотекарското здружение на Македонија и се одржува од 2000 година. Нашата библиотека е задолжена за општинскиот, односно за надпреварот на ниво на Скопје. Победниците од овој одат на регионален надпревар, односно на државниот надпревар, кој што пак утре се одржува во Кичево. Така што ова има еден убав надпреварувачки карактер, има еден потикнувачки карактер, а конкретно учениците, децата кои се подготвуваат за овој надпревар, се подготвуваат преку едни сериозни прирачници за библиотекарство, по кои можам слободно да кажам дека се на ниво на одредени студии. Победниците и учесниците секогаш од нас како поддршка добиваат бесплатни членски книжки, една символична донација на книги и секако упатување на тоа како да доаѓаат што почесто во нашата библиотека. Кога ги споменавте оние членски книжки, имате ли некоја евиденција, статистика за тоа дали расте бројот на читатели во Браќа Миладиновци? Јас конкретно не се подготвив за овој дел, да речам, колку членски книжки се издадени во минатата година, но варира таа бројка. Да речеме, ние имаме на ниво на месечно ниво, на ниво на полугодишно и годишна водење на статистика, можам да кажам во месеци како варира и тука може да се следат некакви трендови. Да речем, имаме зголемено читање или зголемено наоѓање за членување пред почетокот на академската година, септември и октомври. Тука доаѓаат нашите студенти кои ја користат читалната, затоа што читалната во централниот објект е единствената читална која што функционира 24/7 во Македонија
и таа е многу популарна кај студентите, кај посетене, да, тука се подготвуваат испитите. Ние сме навистина задоволни што повеќе од 20 години сме дел од, ајде да кажам, од живеењето и растењето на академската заедница, затоа што тука студентите доаѓаат, можат да седат да учат преку цела ноќ и во тие, да речеме, месеци кога има сесија, нашата бројка на посетеност е меѓу 4 и 5.000 само во овој објект, студенти, односно корисници кои влегуваат во читалната. Зголемена активност за членување има околу Нова година, пред празниците, оние споени денови неработни, кога луѓето сакаат некако да си се обезбедат со книга, и сега имаме еден период, некаде јуни месец, кога, да речеме, помалите, основците, па и средношколците доаѓаат веќе да се зачленат, да продолжат членството и да ги најдат своите лектири, ги поттикнуваме на тоа, ги потсетуваме нивните наставници и уште поважно ги потсетуваме родителите. Токму така, 80 години и не е баш мала бројка, малку години. Оваа библиотека, како една јавна установа, се соочила и се соочувала во текот на низ годините со многу предизвици пред неа, меѓутоа колку успеала да го задржи култното место во главниот град? Јас сакам да кажам дека да, успеала и дека се уште го прави тоа, дека всушност низ годините се трудела да биде активна, атрактивна, да биде живо културно јадро, да биде во дослуг со сите оние потреби на читателите, на корисниците, да биде секогаш близу до учениците, до основците, до средношколците, до академската заедница, но и до писателите. Она што нели го кажав пред малку како дел од нашата стратегија е да бидеме што поотворени во тој дел, така што сите овие настани кои што ги споминавте, сигурно забележавте дека немаат само призвук на книжевност и на литература, дека многу често се мултимедијални, мултидисциплинарни и така натаму, и поттикнувањето на што поразновидна публика која ќе ги проследи е поттикнување на интерес за книгата, за библиотеката и секако користење на нашите услуги. Така, во оние настани кои што мене ми се нафрлени во мојот концепт, сакам да го споменам меморандумот за соработка со Државното училиште за рехабилитација за деца и млади со оштетен вид Димитар Влахов. Колку библиотеката се грижи токму за ваквите категории целни групи на дечиња? Конкретно и во овие фотографии што сега ги гледате, тоа се фотографиите од нашата библиотека 13 ноември, клонот 13 ноември, во населбата Киселавода, тоа е во Домот на културата Билјана Беличенец во Киселавода. Зошто оваа библиотека, иако како што гледате е мала, таа е многу богата и симпатична, е најблиску до училиштето за деца и млади со оштетен вид. Значи, безбеден пристап имаат дотаму, објектот е на приземје, со современи врати кои што се на лизгање, со оддалеченост на непон километар од училиштето, што е една од предусловите за да може да се понуди услуга за лица со оштетен вид или со некакви предизвици, односно потешкоти. И кога ме прашавте колку ние се трудиме да одговориме на потребите, ние се трудиме во моментов да ги согледаме нивните потреби, но и видливоста на овие лица. Меморандумот дојде како одговор кога во 2023 година на роденденот на библиотеката го реновиравме, предходно го видоа одделот за литература за деца во централниот објект. Во самото реновирање и во самиот интериер се предвиде дека ќе имаме и катче за лица со оштетен вид, и ова катче всушност е нашата идеја тоа да што поскоро да почне да функционира. Па добивме, знаете како, колку повеќе зборуваме за идеите, наоѓаме сомисленици, сојузници, луѓе кои што покажуваат некаква општествена одговорност, кои што знаат дека ваквите чекори бараат поддршка. Најпрвин добивме од министерот за култура и туризам донација на лектерни изданија на Брајево писмо, за прв пат испечатени кај нас. Замислете, тоа се Белото циганче, Зоки Полки и Сказната за детето Вилент во 2024 година се прв пат испечатени на Брајево писмо. Ние ги добивме во нашата библиотека. Градоначалникот на општина Киселавода во малата библиотека во Киселавода ги донираше Петар Пан и Алиса во земјата на чудата. И веќе во таа библиотека се создаде услов за работа со децата со оштетен вид. Тоа го правиме преку, знаете, не е тоа нешто формално и големо, туку повторно преку она што библиотеката најдобро го прави, работилници и средби. Конкретно фотографиите што претходно можеа да ги видат гледачите беа
фотографии од работилница на која учествуваа деца од редовната настава од Основното училиште Круме Кепески и деца од специјалното училиште Димитар Влахов. Да читаме брајово или видливо седно, беше мотото на кое што тие работа, и тоа беше потикнување на меѓусебно запознавање, ја читаа лектирата и на видно писмо и на брајово, разговараа за тоа какво им се секојдневието и така натаму. Значи библиотеката поттикнува и видливост и подобрување на инклузијата на овие лица. Колку училиштата, првите луѓе на училиштата во главниот град, наставниците, првите луѓе на општините можеби се достапни, заинтересирани за соработка со браќа Миладиновци? До сега не сме наишле на потешкоти, не можам да го кажам генерално како се, меѓутоа сите наши библиотеки, онаму каде што се имаат одлична соработка со основните училишта кои што се под општините, со средните училишта исто така во Скопје имаме убава соработка, секогаш кога целна група ни се малку поголемите, нели, да речеме, учениците средношколци, имаме убава соработка со нив. Може да кажам дека можеби не е доволно, затоа што интересот за книга треба да биде системски, дека секогаш зависи од образованието, од наставникот, од родителите, од она што се вели учење да се чита од најмали нозе. Токму така, во низата настани одбележавте, односно дигитализација на дворештвото на Анте Поповски. Ја споменавте дигиталната библиотека, колку е таа користена? Користена е и одлично што го споменувате Анте Поповски, затоа што тој беше еден од нашите носачки проекти за 2024, благодарение на неговото семејство, благодарение на Сдруженијето за заштита на ликот и делото на Анте Поповски, кои ни ги отстапија правата за неговото творештво. Ја дигитализиравме колекцијата на Анте Поповски, неговите дела, тие се достапни бесплатно на оваа дигитална библиотека и забележавме порас на посетеност на дигиталната библиотека по промоцијата на дигиталните дела на Анте Поповски. Оваа година подготвуваме уште една дигитализација на уште една колекција, во моментов тоа нема да го откријам, ќе го оставиме кога ќе зборуваме за јубилеот, но исто така еден многу значаен, темелен и стожерен македонски поет кој го задолжи македонскиот јазик. Александра, во која насока ја гледате понатамошната работа на градската библиотека браќа Миладиновци, имајќи предвид современата технологија, социјалните мрежи, интернетот, глобализацијата, брзиот начин на живот и сето она со кое што се раѓаат денешните генерации? Ова ќе биде веројатно мое лично видување и искуство, но секако од она што го носам како знаење, како искуство и од културата и од библиотеката. Библиотеката постојано треба да се осовременува и сега кога зборуваме за современување мораме да го имаме предвид и македонскиот контекст, средствата кои што ги имаме и со кои што располагаме. Лесно е да се говори за техника, технологија, за можности, но тешко е тие да се обезбедат, затоа што ние знаеме како функционираат буџетските установи, какви се буџетите за култура и така натаму, да не дојде сега дека нели упатуваме критики или се жалиме за нешто. Библиотеката секогаш може да понуди многу, да направи многу повеќе. Ние како библиотекари имаме и посети во други библиотеки, разменуваме искуства со нашите колеги како дома, така во странство во регионот и гледаме што се прави, но повторно ќе кажам, тоа е врзано со една сериозна државна стратегија, со сериозен буџет. Она што ние го имаме како наш адут и јас е нашата креативност, нашата сноудливост и секако големото знаење кое што го имаат библиотекарите. Колку браќа Миладиновци може да се носи рамо до рамо со балканските, со оние светски и европски библиотеки кои што ги познаваме? Повторно ќе биде мое лично видување, секако дозволено е некој од колегите и да не се согласи со мене. Ние се носиме во однос на знаење, се носиме во однос на книжен фонд. Повторно ќе кажам дека условите кои што пак се диктирани од средствата за работа си го прават своето. Александра, колку вам Скопје ви е дома, пошто го паметите главниот град, каде се чувствувате најсвоја, да евоцираме спомени можеби од вашето детство, од она кое што Скопје вам ви го оставила во спомените? Благодарам многу за прашањето. Сите што ме знаат колку многу го сакам Скопје. Мене Скопје ми е единственото дома кое што го имам. Јас сум родена, израсната во Скопје, се што имам ми е во Скопје. Емотивно го доживувам ова прашање. Пред да влеземе во студиото, се сетив дека пред многу години, бидејќи сум виколешка новинарка, правев една ваква слична емисија, се викаше Ало Скопје и слоганот беше Го сакам Скопје. Јас навистина го сакам Скопје. За Скопје ме врзуваат сите убави и неубави нешта. Го сакам градот како да е нешто живо, затоа што многу често велам дека ги знам и сите негови мани, сега сите може би звучи претенциозно, ги знам и неговите мани и неговите добри страни и
Не сакам да биде само тоа декларативно дека го сакаме градот, затоа што љубовта, како и секоја релација, подразбира и некаква одговорност. Ме радуваат многу нешта во Скопје, ме радува мојата институција, луѓето кои што ги среќавам, работата што ја работам, моето семејство е во Скопје, сите мои другари, пријатели се во Скопје, да речем, иако имам и многу што заминале во странство, ме растажува нашата неодговорност кон Скопје. Ме растажува она што баба ми споменуваше многу често, еден убав, мислам дека е турцизам збор, не мукает кога станува збор за Скопје, затоа колку ние неодговорно се однесуваме кон него, почнувајќи од хигиената, почнувајќи од нечувањето на нештата и почнувајќи од она што претходно го зборував, неодговорноста кон јавните нешта. Сега јас го користам, по мене не треба никој, тоа е една негрижа кон нештата кои ги сакам. Го паметите ли главниот град во некои можеби поубави времења? Не знам дали тогаш Скопје било поубаво или јас сум била помлада, сум била дете, па ми било нели Скопје нешто најубаво и најголемо на светот. Веројатно најубав било Скопје во периодот кога сум била средношколка и на преминот или веќе и во студиите. Го сакам Скопје во пролет, ова е моето омилено време. Го сакам центарот на градот, го сакам градскиот парк. Живувам таму во близина на градскиот парк, наоѓам секогаш инспирација и ги сакам културните знаменитости и споменици, колку познати, толку и непознати, за кои исто така мислам дека не водиме доволно грижа. Ние растевме со вашиот глас, вашиот лик од медиумите и многу ми е драго и чест за тоа. Бевте дел, односно сте дел постојано од културните настани, манифестации од културата. Па како ќе ја оцениме таа сфера од главниот град, еве конкретно културата во Скопје? Скопје има убави културни случувања, има места кои што можеби не само формални како институции, сали, места на нешто каде што може да се соберат луѓе, има убави случувања, има богата културна програма. Не се согласувам со оние кои велат дека нема во Скопје што да се види. Напротив, јас мислам дека има што да се види, дека има засечив вкус по нешто, дека културната сцена е навистина богата, дека ние имаме убава, зборувам за мојата сфера, убава книжевна продукција, имаме убави промоции, убави автори имаме. Конечно имаме убав македонски јазик, ако ние не го чуваме, нема кој. Многу често со нашите колеги по медиумите зборувам, го повторувам она гемиџиското, знаете, кој ако не ние и кога ако не сега, тоа го мислам за македонскиот јазик. Поддршката за македонските автори, за македонските изведувачи, воопшто за македонската култура е поддршка за нас самите. Тоа е еден синџир на исхрана, ако еден некаде е гладен, гладни ќе бидеме сите, така што мислам дека малку повеќе треба да поработиме на нашата одговорност и свест. Александра, јас уживам во ова издание од Скопје ми е дома, уживам слушајќи ве. Меѓутоа тука полека ќе мора и да го заокружуваме ова наше дружење пред камерите. Пред да ја затвориме оваа емисија, ќе напоменеме кои се идни активности ќе се случуваат во Браќа Миладиновци во духот на 80 години јубилеј и сето она кое што најсвежо ќе се случува токму таму. Так, јас ќе се обидам да заокружам некаде до мај, односно до јуни. Ќе потсетам дека книга на месецот во градската библиотека е стихозбирката Додека спиеш од Билјана Стојановска, една прекрасна поетска книга, можете да ја најдете во било која од нашите библиотеки. Оние кои што не се зачленети, нека поедат, нека се зачленат. Нашите цени на услугите се навистина символични, а имаме огромна понуда, ги имаме и најновите наслови кои ги барате по интернет или по книжарниците. Клубот на читатели за оваа книга ни е на 29 мај, во меѓувреме 26, 27 и 28 мај фестивалот Чудна шума, една креативна европска приказна, креативни европски приказни се одржува кај нас, неколку детски работилници за крајот на учебната година и една интересна работилница за македонскиот правопис, повторно во духот на негување на јазикот и нашата одговорност кон него. Уште еднаш многу ви благодарам што бевте дел од локалната програма на Вистинска телевизија во емисијата Скопје ми е дома. Благодарам што споделивме малку повеќе за градската библиотека, институцијата во која што вие сте представник овде вечер во Браќа Миладиновци. Ќе посакам успех во работата, уште многу настани, изложби, манифестации за зачувување, како што кажавме, на македонскиот јазик, македонскиот правопис и македонската култура. Александра, ви благодарам до наше следно видување пред камерите. Благодарам многу, навистина уживав, многу брзо ми помина времето предвидено за нашиот разговор и благодарам на вашиот медиум за отстапениот простор. Почитувани гледачи, и вам ви благодарам за вашето внимание. Разговарам со Александра Јуруковска од представник од Градската библиотека Браќа Миладиновци во Скопје, една јавна установа која што
датира од пред 80 години. Оваа година одбележуваат 80 години јубилеј, доколку веќе не сте се зачлениле во библиотеката. Еве, се надевам дека овој разговор ќе ве мотивира и инспирира да си земете членска книжка и да си прочитате дел од насловите во Браќа Миладиновци, да ги поддржиме нашите македонски современи автори, секако да читаме книга, затоа што книгата е нашиот најдобар пријател. Ви благодарам, ние ќе се видиме следната седмица во истиот термин на Вистинска телевизија.